Ревизија за борба со урбана мафија, дигитализација во општините со цел да се намалат редиците за чекање се само дел од мерките кои што ги предвидува програмата на Левица. Од оваа партија се надеваат дека ќе ги поматат сметките за советничките места на двете големи партии во Куманово. Таргетираат советнички места, бидејќи таму се најголемите криминали, а цената за купување советник изнесува 30.000 евра. Нагласи на средбата со членовите на локалниот огранок и со кандидатите за советници во Куманово, лидерот на Левица Апасиев. Програмата е разновидна и темелена на законските надлежности на општината. Од 15 ударни мерки би издвоил Општина, проект за дигитализација на услугите со цел да нема редици на шалтер. Потоа борба со урбана мафија, ревизија на дупови и гупови кои што се буквално овие се пиуни на големите инвеститори. Меѓутоа имаме велосипедски патеки скоро во секоја општина, проширување на мрежата, бидејќи во Скопје и во рамни градови првенствено е велосипедскиот превоз, потоа урбанизам, сообраќај и заштита од ноќни бучави, особено од верски објекти, штетни бучави од кафичи и така натаму. Значи се што е 15 поглаве што е во надлежност на општината. Во 15-те мерки се и заборавените пензионерски домови кои ги има во повеќето градови, но се полупразни. Во Куманово на локалните избори настапуваат повторпат. Очекуваат од 3 до 5 советници. Носителот на советничката листа на Левица во Куманово, Лазаревски, нагласи дека е неопходна итна децентрализација на политиката. Изминатите 30 години во Куманово, целата власт е сконцентрирана само во тесниот круг во општината, во самиот град. Ние се залагаме за тоа да поминат повеќе политички програми, политички активности насекаде низ целата територија на општината, бидејќи Куманово е многу голема општина, Куманово е и Шупли, Камен село, и Речица, и други околни места и околни населби. Целта е да се допре до тие луѓе. Тоа е најголемото наше залагање, бидејќи тие луѓе само се посетуваат во предизборни кампањи, за жал. Политичари потоа ги забораваат. Немаат ни превоз, немаат ни соодветни услови за живот, за жал. Во сите временски услови, дали е зима, чистење на снег и такви работи. Тоа е целиот проблем, целиот наш тема за кој што ќе се залагаме. Левица на овие избори настапува со 45 листи, од кои 8 градоначалнички.